Во Балтичкото море во последниве години имаше голем број инциденти кои вклучуваа оштетување на енергетските и комуникацијските линии на морското дно. Има сомнеж за бродовите поврзани со Кина и Русија. Hibrīda apdraudējums tiešām jūrā ir. Во изминатите 15 месеци оштетени се 11 кабли што доведе до прекини. Очигледно треба да го земеме тоа предвид. Го зголемивме нашето присуство тамо, како и присуството на нашите НАТО партнери. Нема дефинитивен доказ дека штетата е намерна, но некои воени представници на Балтикот се загрижени, затоа што многу инциденти укажуваат на саботажа. Во последните 3 месеци имаме сидра кои паѓаат премногу често при несреќа, се разбира, такви работи се случуваат, но мала е веројатноста да се случува толку често на една мала површина. На копно, научниците размислуваат како подобро да ја заштитат стратешката подводна инфраструктура. Вработените во Центарот на НАТО за поморско истражување и експерименти во Италија велат дека стануваат подобри во следењето на превозот во регионот. And these algorithms that the center has been developed oftentimes using Алгоритмите што Центарот ги разви, честопати користејќи вештачка интелигенција, се користија за следење на сообраќајот на бродовите, особено комерцијалните. Значи, цивилен сообраќај на различни локации. Работи многу добро. Дури иако неодамнешните настани се случајни, НАТО не е подготвена за саботажа во Балтичкото море, според поранешниот латвиски министар за одбрана. Мораме да предвидиме и утврдиме кои бродови би можеле да ни се закануваат. Тоа е работа за разузнавачките служби. На крајот на јануари НАТО вети дека ќе распореди авиони и поморски дронови за да помогне во заштитата на критичната инфраструктура во областа.